да му објаснам зашто се деси 2012 и зашто ние работиме сега за пак да се случи 2012 година. Ајде. 2012 се деси. Науче Мојсовски, Филип Миркуловски, Дејан Манасков и сите други, Гоце Георгиевски, Велко Марковски, Никола Марковски. Каде играат тие играчи? Во странство. Не. Каде? Па, во Металург. Металург игра. Кој беше тренер на Металург? Кој ги створи? Кој ги надогради тие играчи? Како велат? Средниот бек треба да ја чува топката. Ние колку топки продававме сега. Треба да ја чува топката, да ги чува. Жути Миркуловски ја чуваше топката. Науче Мојсовски ја чуваше топката. Така беше. Кој ги научи? Лино Червар. Каде игра? Во Металург. Дали имаше проект македонски? Металург беше македонски проект со неколку квалитетни странци. Тој Металург допринесе многу начело со Лино Червар, а ние имаме квалитетна репрезентација. Јас како селектор не можам у 10 дена припреми да ги исправам неправилностите индивидуални на играчи. Значи, јас во репрезентација било кој селектор треба да има готови играчи, да намести игра, да направи стратегија и тоа да изгледа добро. Сакам да кажам дека тој успех се надоврзува пред све на квалитетната работа на чело со еден квалитетен стручњак во тоа време, во тој период со Металург. Значи, Лино, а Науче и Жути сега, ајде пред све нив да кажам, беа одлични играчи, меѓутоа Лино ги надогради. Он работеше 24/7 во автокоманда и таму беа 90% од играчите што настапува во нашата национална селекција. Јас играв во странство и уште еден двајца играчи. Ние имавме компетитивна репрезентација. Ние газевме Данска, ние газевме Полска, Германија тешко, Шведска и така натаму. Значи, ние мораме да имаме квалитетни клубови кои што работат многу квалитетно со нашите македонски играчи. Или да имаме играчи што се екстра квалитет и да играат во најдобрите европски и светски клубови. Такви, за жал, сега ги немаме. И прашање е дали ќе ги имаме. Затоа, Вардар, Пелистар, Алкалоид, Охрид, Бутел, Пролет, Тиквеш, Тиквеш, така натаму, треба да се насочат и да работат и да допринесат. Секој успех на репрезентацијата е нивни успех и секој неуспех е нивни неуспех. Не е само на федерацијата, на селекторот и на тие што се во репрезентација, ме разбирате и што сакам да ви кажам. Апсолутно разбирам јас. Значи, Никола Јакобсен има играчите од најдобрите европски и светски